Порност. Извинете. Добро, благодарам за можноста. По однос на овој предлог закон кој што го поднесовме со колегите, би сакал да дадам едно кратко објаснување. Се работи за предлог за измени и дополнување во Законот за трговија, затоа што сметаме дека одредени стопански субјекти се повластени, уживаат повластен третман, особено по однос на површината на деловниот простор кој што се бара од нив, за да можат да извршуваат стопанска, деловна или трговска дејност во државни празници или во неработен ден недела. И во законот е наведено дека тоа може да го прават само оние трговски центри кои што поседуваат најмалку 8000 квадратни метри деловен простор за трговија. Со тоа сметаме дека само 3 или 4 вакви објекти во државата, и тоа сите од нив во главниот град, може да ја обавуваат оваа дејност, и затоа предлагаме измени кои што ќе ја намалат оваа потребна квадратура во самиот закон, и со тоа ќе овозможат поголема конкуренција, што ќе биде добро за потрошувачите, а исто така ќе овозможат и вакви стопански субјекти или трговски центри да не се наоѓаат само на територијата на главниот град на Република Македонија, туку да можат да имаат можност вакви субјекти да работат и во градови како Прилеп, Охрид, Штип, Тетово, Битола, Куманово и други места, со што и граѓаните и самите трговски субјекти ќе имаат подобра можност да ги понудат своите услуги, а со самото тоа и конкуренцијата и услугата кон граѓаните да биде поквалитетна, а третманот на стопанските трговски субјекти да биде порамноправен, бидејќи се сомневаме дека сегашните ограничувања, каде што се бараат 8000 квадратни метри деловен простор, има индиции дека ваквото ограничување и ваквиот висок, да кажам, критериум по однос на квадратура, кој што ги сведува овие трговски субјекти на мал број, 3 или 4 од нив, индициите се дека само тие 3 или 4 трговски центри во Скопје создаваат енормно висок профит во денови кога други трговски центри не им е возможено да работат, и индициите се дека тој висок трговски профит е во нивен интерес, но за жал веројатно е во интерес на една мала група на извршната власт, која што им го овозможува ова преку овој законски текст кој што беше предложен на ваков начин, и затоа цениме за да се анулираат ваквите индиции за коруптивно однесување во трговијата и за повластен третман на 3 или 4 трговски центри, дека е добро да се воведе да се коригира овој закон, со тоа што ќе се воведе една поразумна квадратура на потребен деловен простор, за да може да се одвива трговската дејност и во неработни денови и во државни празници, и со самото тоа ќе се зголеми конкуренцијата. Ако се зголеми конкуренцијата, тогаш на самите граѓани ќе им се понудат подобри услуги и по однос на поповолни цени и по однос на поефикасни услуги, а и се разбира, може да замислите што значи за еден граѓанин на Велес, на Куманово, на Тетово, на Штип или на другите поголеми градови или општини во државата, да мора во државен празник, доколку има некоја посериозна трговска потреба, да мора да доаѓа до главниот град за да изврши одредена трговска дејност, и со самото тоа да биде изложен на дополнителни трошоци за патување и за патарини, и нормално да потроши дел од своето време кое што можеби му е потребно и за други семејни или деловни потреби, и затоа сметаме дека доколку го усвоиме овој предлог закон, неговата потреба и потоа и самото негово усвојување,
ќе им излеземе во пресрет на многу наши сограѓани, не само во главниот град на државата, туку и во сите други поголеми регионални центри, градови или општини во Македонија, каде што ќе има можност да се обавува оваа трговска дејност и граѓаните на Охрид и Струга, граѓаните на Прилеп и Битола, граѓаните на Гевгелија и Струмица, граѓаните на Куманово и Крива Паланка, на Велес, Штип и на Кочани, на Тетово и на Гостивар и слично, ќе можат во рамките на својот регион да имаат трговски центар кој што ги задоволува ваквите критериуми и тука да си ги задоволуваат своите пазарни потреби во вакви денови, а со самото зголемување на конкуренцијата сметаме дека и ќе бидат подобри и услугите и ќе бидат подобри и цените на кои што ќе им бидат понудени на граѓаните, а веројатно со зголемувањето на оваа конкуренција ќе се намалат или се надеваме и ќе исчезнат индициите за коруптивно однесување, односно на делење на профитот на овие сега повластени 3 или 4 трговски центри на кои што актуелната извршна власт им овозможува ваква привилегирана положба, а знаеме и зошто и очигледно е и зошто и се брзаше со отворање на еден поголем трговски центар кој што видовме дека на првиот поголем дожд се претвори во едно кајакарско друштво, но мислам дека има време да се коригираме и тоа да биде од интерес и за стопанските субјекти, и за граѓаните, и за потрошувачите како крајни корисници на ваквите услуги, а да се намали корупцијата и делењето на профитот, кој што некој веројатно го понудил за да може да влезе во оваа повластена категорија од само 3 или 4 трговски центри на територијата на главниот град на Република Македонија и со самото тоа да создава енормна заработувачка, а целата држава да биде принудена на некој начин да биде упатена и принудена своите пари или своите потреби трговски да ги обавува во овие мал број на трговски субјекти. И ценам дека и други пратеници, особено пратениците кои што доаѓаат од поголемите регионални центри, како што ги споменав Охрид и Струга, Битола и Прилеп, Струмица и Гевгелија, Штип, Кочани и други места, Куманово се разбира, Тетово и Гостивар, ќе ги поддржат ваквите измени за да може и на стопанските субјекти, но пред се на потрошувачите и граѓаните во овие региони да им дозволиме, да им овозможиме во ваквите државни празници и неработни денови да не трошат превоз за да доаѓаат до Скопје и да имаат за нив поблиска понуда по однос на трговските потреби и со самата таа понуда да имаат и подобра услуга и по конкурентни цени, затоа што на овој начин се создава еден олигопол од само неколку трговски центри кои што диктираат цени и ја злоупотребуваат таа положба на сметка на граѓаните во овие кризни времења кога граѓаните навистина се обидуваат да ги задоволат основните потреби. Многу е голем луксус за било кого за одредена стопанска трговска дејност или услуга или пазарење да доаѓа од Охрид, од Гостивар, од Гевгелија, од Велес или од Штип или од Куманово до главниот град само за да заврши одредена семејна или фамилиарна или трговска потреба и да пазари во овие привилегирани одбрани трговски центри. Благодарам многу.